Големото предизборно ветување на СДСМ зелената нафта за земјоделците остана неисполнето и покрај најавите дека на 60.000 земјоделци ќе им се дадат така наречени зелени картички за набавка на нафта и поврат на дел од потрошените пари, ретко кој земјоделец поседува ваква картичка. Од Федерацијата на фармери велат дека Министерството за земјоделство ветило дека оваа мерка ќе се реализира до крајот на април, а веќе на крајот на август нема ништо од неа. Велат дека мерката била лошо концепирана, наместо да чекаат поврат на парите, бараат да плаќаат половина од сумата или пак владата да се откаже од акцизата на нафтата што се користи во земјоделството. Платија нафтата, па јас ќе ти вратам пола. Зошто да ми вратиш пола? Она кога ми наплати мене пола, со тоа пушти му на бензинската пумпа пари. Тоа е исто како со овие субвенционирањето пола, 50-50. Ние не бараме зелени картички. Не ни треба зелени картички. Државата, власта, било која власт, нека ги тргне за земјоделците рацете од акцизите. Па знаете дека колку што кошта нафтата, половина се акцизи. Оваа сезона стана кошмар за земјоделците, почнувајќи од проблемите со откупот и цената на доматите, пиперките и бостанот, па се до пченицата, сливите и праските. Во 2018-та земјоделците ќе останат со празни жебови. Наместо решение на проблемот, ресорниот министер ги обвини земјоделците дека протестирале од политички побуди. Воопшто нема никаков проблем во делот на самиот откуп. Има проблем државата со овие барања кои што се од страна на една поединечна група која што политички и партиски мотивирана, да сливите не се откупуваат, да останат несоберени. Мислам до сега не е имало таков откуп до сега. Скажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Ние не можеме со што сме фарлиле по 1000-1500 евра пари, наши готови, не може да си собере нашите пари. Земјоделците блокираа патишта, го истураа родот, го продаваа за џабе или го подаруваа на сиромашните. По крајот на жетвата на пченицата, производителите и Министерството за земјоделство се препукуваа околу цената. Земјоделците тврдеа дека килограм се продава за едва и 8 денари. Од земјоделство пак обвинуваа дека не била квалитетна и завршувала како сточна храна. Не само лошата организација на откупот, туку и поради временските неприлики, рано градинарското производство во земјава е намалено и до 40% годинава.